Здраво сте што го следите Малешнет ексклузив. Еве што го гледате во најновата епизода. Повторно труење на животни по улиците низ Берово. Зоолошка градина Скопје организира работилница за познаја природата за воспитувачи и одделенски наставници до 4-то одделение. Британците вџашени од снимка од Македонија. Останете со нас, се враќаме по рекламите. Трено Комерц Берово ви нуди секогаш свежо и вкусно месо. Трено Комерц ви нуди гаранција за квалитет на месо од домашно производство и преработка. Овде е рајот за вистинските гурмани. Месара и маркет Трено Комерц Берово. Повелете во Мистон. Ресторан во центарот на Малешевијата со неверојатна традиција од 30 години. Мистон, секогаш тука за вас и вашите свечени и радосни моменти. Повторно труење во Берово. Точно пред една недела во Берово повторно се случи труење на животни. По дојава на засегнат граѓанин, излеговме на местото на настанот. Имавме ситуација на затруено куче кое за жал почина и затруена мачка која се бореше за живот и за среќа успеавме да ја спасиме. Отровот беше расфрлан до улицата Туристичка, па до местото викано Јуовец. Од наша страна беше реагирано така што побаравме да се изврши обдукцијски наод за смртта на кучето. Откако обдукцијата беше спроведена, се утврди дека се работи за труење со многу јак, засега непознат отров. Потоа со наодот од ветеринарната станица беше пријавено во полицијата и сега останува полицијата да го каже своето. На сите несовесни граѓани треба да им биде јасно дека со самото труење на кучињата прекршуваат низа закони кои строго се санкционираат. Закон за благосостојба на животните, загрозување на општата безбедност и слично. Им благодариме на сите кои не поддржаа и кои покажаа отвореност за соработка. Екипата на Малешнет и понатаму бурно ќе следи состојбата во градот и апелираме до сите граѓани доколку забележат било какви труења на животни да ни известат во најкосможен рок во редакцијата на Малешнет за нивно регистрирање и можност за било каква помош. Зоолошка градина Скопје организира работилница за познаја шумата за воспитувачи и одделенски наставници до 4-то одделение. Зоолошката градина Скопје ќе ги избогати своите содржини за посетителите во рамките на проектот Истражи ги македонските шуми и биди во допир со природата. Во едукативниот центар на зоолошката градина веќе се одржа работилница на тема за познаја шумата за воспитувачи од повеќе скопски градинки и одделенски наставници до 4-то одделение. Учесниците на работилницата ќе добијат сертификат, а потоа во соработка со едукативниот центар ќе може да ги повторуваат содржините на следните работилници кои ќе се одржат со организирани групи деца. За воспитувачите и сите оние кои работат со деца ќе биде подготвен краток прирачник со кој преку игра децата ќе имаат можност да се запознаат со шумата и нејзините жители. Во тек е изградба на едукативна патека преку која секој посетител ќе има можност да ја доживее шумата со сите сетила. Исто така се планира и патеката да биде отворена за посетителите од 1 ноември. Проектните активности се поддржани од Фондацијата за поврзување на природни вредности и луѓе, CNVP и издавачката куќа Арс Ламина Публикации. Британците вџашени од снимка од Македонија. Шокантно видео на кое е снимено детенце кое неговите родители го охрабруваат да пуши цигара ја вџаши британската јавност. Видеото го објавија Mirror и Daily Mail, кои тврдат дека видеото од кое може да ви се згади е постирано токму во Македонија на LiveLeak и на него јасно се гледа детенце кое нема ниту заби во устата, како се обидува да земе дим од цигара поттикнато од неговите родители, чии гласови и смеење се слушаат во позадина. Збунетото дете неколку пати се обидува да ја врати цигарата во пепелникот, но возрастните кои се во собата го тераат да повлече дим од цигарата која му гори меѓу прстињата. Детенцето дури пробува и да ја пикне цигарата во носот, предизвикувајќи воодушевување кај неодговорните лица кои би требало да се грижат за него, пишува Mirror. За крај предлог филм за оваа недела.
Филмот носи наслов Edge of Tomorrow, кој главните улоги ги толкуваат Том Круз, Емили Блант, Бил Пакстон, а во режија на Даг Лиман. Еве кратко сюжет од филмот. Офицер заробен во временска јамка води војна со една вонземска раса. Неговите војни вештини се зајакнуваат се повеќе и повеќе како што се соочува со истите брутални борби. Неговиот сојуз со војникот од специјалните сили ќе го однесе на чекор поблиску до победата врз непријателот. Одличен нов научно-фантастичен филм со висок рейтинг кој не смеете да го пропуштите. Come find me when you wake up. It's a new day, people. Who said you could talk to me? You did. Tomorrow, at the beach. We meet. You do know what's happening to me. We are fighting an organism. They have the power to reset the day, and now so do you. It's a new day, people. How do I control it? You have to die. Every day. I'm not even trained for combat. Again. Your leg's broken. No, I can still feel my toes. Then you better start over. Come on. I can't do this. I'm not a soldier. You're a weapon. Every time you die, you get smarter. And you're gonna make sure that we can win. This is as far as you ever make it. Why does it matter what happens to me? I wish I didn't know you, but I do. They know we're coming! They were waiting for us. It's because we've been here before. Where's your helmet? I didn't even wear one. How many times have we been here? How many times? Punch it! Punch it! For me, it's been an eternity. Hey, Sarge, the new guy. What's his name again?